Почитувани скопјани, почитуван вице-премиер, почитувана министерке, представници на медиумите, имам особена чест и задоволство и официјално да го најавам почетокот на процесот за реконструкција на универзалната сала. Со усвојување на ребалансот на буџетот за 2020 година, владата на Република Северна Македонија, парламентарното мнозинство за овој култен објект во нашиот град одвои буџетски средства во износ од 120 милиони денари. Верувам дека сите сме согласни дека универзална сала е и ќе биде омилена културна институција на многу скопјани, на многу деца. Тоа е местото на првиот концерт, тоа е местото на кое што сме присуствувале на нашите први културни настани и тоа е прави оваа реконструкција повеќе неопходна. Со обезбедените буџетски средства конечно се создадени услови за отпочнување на целосна реконструкција на овој објект во постојниот облик и габарит, задржувајќи го својот автентичен изглед како символ на обновата на постземјотрес на Скопје. На овој чекор се одлучивме после широката поддршка која што јавноста ја даде за идејата да се сочува универзалната сала во постојната форма, на постојната локација, што пак не значи дека сме се откажале од идејата за нова концертна сала со придружни конгресни капацитети на друга соодветна локација, а согласно потребните стандарди за непречена организација на големи културни настани и друг вид на настани во нашиот град. На јавноста е познато дека за реконструкцијата на универзална сала постоја неколку несоодветни проекти кои што беа изработени од претходните градски администрации, кои што беа и прескапи за изведба, а од друга страна не ги задоволуваа потребните просторни капацитети. Реконструкцијата на универзална сала по проект што ќе ја задржи постојната големина и облик е оптимално и единствено разумно решение за повторно ставање во функција на овој објект. Со оваа реконструкција ја исполнуваме и спроведуваме на дело волјата на граѓаните во однос на универзална сала. Но истовремено сакам и да нагласам дека оваа реконструкција не ги задоволува потребите на нашиот град на среден и долг рок. Изградбата на нова концертна сала со придружни конгресни капацитети, со обезбеден паркинг и соодветно сообраќајно решение за пристап и ред други технички стандарди, од ваков тип е нешто што мора да му се случи на Скопје час поскоро. Убеден сум дека наскоро и за тоа ќе наидеме на разбирање и обезбедување на средства и дека изградбата на ваква нова сала по реконструкцијата на универзална ќе биде наш влог во проектот Скопје Европска престолнина на културата во 2028. Град Скопје како институција игра сериозна улога во развојот на културата во нашиот град, во нашата држава и убеден дека сум со поддршката, со овие конкретни чекори кои што ги превзема владата на Република Северна Македонија, во поддршка на овие проекти на градот Скопје, стануваме светол пример и во регионот и пошироко, а тоа е дека ќе бидеме горди и на универзална сала и на културата во нашиот град. Ви благодарам. Нека ни е со среќа.